Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Од 31. август во градоначалничката фотелја на општина Штип како заменик градоначалник седнува Јане Миланов, кој беше претседател на Советот на општината, а досегашниот градоначалник Благој Бочварски стана министер за транспорт и врски во новата влада. По тој повод во општината се одржа свечено примопредавање на должноста. Досегашниот градоначалник Бочварски упати благодарност до сите со кои што соработувал во изминатите 3 години. Истакна дека е убеден оти и во иднина општината со Јане Миланов ќе функционира како една од најуспешните во Македонија. При тоа ги спомна најкрупните проекти што биле реализирани во изминатите 3 години. Би ве потсетил само на отпочнувањето, изградбата и пуштањето во употреба на детската градинка во Штип, која што не беше изградена како ваков тип на објект во изминатите 30 години во нашиот град. Решивме тежок и горлив проблем на родителите, на дечињата кои што треба да посетуваат градинки. И денеска тој објект е препознатлив и тој објект е многу значаен и за граѓаните, но и е поздравен од труд и социјална политика и е поздравен од пред се родителите, што ми е исклучително важно. Го изградивме мостот на река Брегалница, прв таков тип на објект во државата со таква конструкција и прв објект изграден после 65 години како мостовска конструкција во градот на реката Брегалница. Ја завршивме обиколницата која што беше започната во претходниот мандат од претходниот состав. Изградивме една паркинг платформа, денеска втората паркинг платформа се гради и веќе е реалност. Изградивме преку 50 улици во градот со преку 18 километри должина и изреконструиравме значителен дел од нашите градски улици. Работевме на изградба на локални патишта, преку 12 км водоводи и канализации, преку 14.000 метри квадратни тротоари и површини за пешаци, се она што е значајно за градот и граѓаните. За прв пат во историјата започна се гради покриениот базен. Нешто што како објект штипјани не препознаваат или досега не биле во случај да има овој град ваков тип на објект. Очекувам наредната година да биде пуштен во употреба. Аквапаркот се гради, приватна инвестиција, но ние брзо, ефикасно ги најдовме решенијата за тој комплекс, а денеска се градат улиците во тој комплекс, се завршија водоводите и канализациите, така што наскоро очекуваме да биде пуштен во употреба. Како министер за транспорт и врски, го пречекувам денеска проектот за брана на реката Отиња, нешто кое што го сработив како градоначалник од оваа страна, и денеска тој проект е во програмите на Министерството за транспорт и врски. Јане Миланов нагласи дека општината и понатаму непречено ќе функционира во интерес на граѓаните. Никој од нас не е среќен што еден вака успешен градоначалник како што беше градоначалникот Бочварски ја напушта функцијата градоначалник од една страна, но од друга страна таа негова успешност, таа негова посветеност беше препознаена од премиерот Зоран Заев и на тој начин Штип конечно добива свој представник во највисоките ешелони, во првиот ешелон на извршната власт, во едно исклучително важно министерство како што е Министерството за транспорт и врски. Од позиција на доскорашен председател на Советот на општина Штип, можам да кажам дека беше исклучително големо задоволството да се работи и соработува со градоначалникот Бочварски. Тој во наредниот период од Советот на општината би требало да биде избран за ВД градоначалник, а потоа се очекува да се распишат предвремени избори. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.